Да бидеме јасни, кредитниот рейтинг кој е намален за еден степен на американската економија не значи голем ризик на самиот пазар на капитал, тоа е минимална промена. Економијата во Америка останува најконкурентната економија во светот. Три параметри интересни ќе ви кажам. 4% од населението во светот е во Соединетите Американски држави, имаат 25% од светскиот GDP, а имаат 80% од асетите кои во светот се инвестираат се токму на американската берза, односно на американскиот пазар на капитал, исклучително развиен пазар на капитал, најдобро светско образование, најконкурентно светско образование, одлични соседи, како што вика Ворен Бафет, never bet against America. Не би сакале да се опкладите против Америка, Америка ќе продолжи добро да се развива, независно од тоа дали се републиканците или демократите на власт. Имаат едноставно модел кој ги препознава предприемачите и ги поддржува предприемачите, што значи раст на економијата. Така да, во принцип, не се очекува некој голема дестабилизација на Америка.